Ване, добро утро, се надевам дека се слушаме. Второ линковско вклучување во Македонија наутро, како што спомена и ти. Имаме актуелна тема која што секако треба да го задржи нашето внимание. Впрочем, децата секогаш треба да се во нашиот фокус и секогаш треба да мислиме на нивното психофизичко здравје. По трагичните случувања, особено по масовното убиство во училиштето Владислав Рибникар во Белград, многу прашања кои што се однесуваат токму на психофизичкото здравје на учениците мора да се дискутираат, нивната добросостојба мора да биде тема секогаш на разговор. Педагозите и психолозите да престанат да бидат декор во училиштата, бараат средношколците. Нов протокол за работа предлага Сојузот на средношколци, каде секој ученик ќе може да закаже тет-а-тет средба со својот психолог. На оваа тема разговараме со председателот на Сојузот на средношколци Лука Павиќевиќ. Лука, благодарам за позитивниот одговор за разговор на почетокот на новата работна недела, но пред да започнеме со темата за која што ве повикав, ме интересира како изгледа секојдневието на средношколците во Македонија. Како живеете, што ве мачи, како комуницирате, дали имате нормален и здрав живот? Добро утро пред се и ви благодарам за поканата. Што се однесува до едно средношколско секојдневие, сликата е мощно различна, зависи за кое средно училиште говориме, за кој град, за социјалната состојба на ученикот, за економскиот статус на неговите или незините родители. Многу фактори се во игра, но нешто што нешто што ни пречеше изминативе години, тоа беше неквалитетната настава на далечина, односно онлайн наставата, веќе е зад нас. 2 години поред средношколците се внатре во училишните клупи каде што и припаѓаат, така што тоа има многу благопријатни и позитивни ефекти за нивното, како што и вие велите, психофизичко здравје. Понатаму дојавите за бомби престана, имаше некаква неизвестност околу државната матура, меѓутоа и таа се реши и веќе сите чувствуваме дека некако работите се враќаат во нормала. Од друга страна пак, тоа што се случи во Србија не вознемири сите, меѓутоа еве нешто радосно од целата оваа трагедија е дека се преземаат мерки за истото да се санира и превенира во иднина. Имате ли впечаток дека се води доволно грижа за психофизичкото здравје на младите во Македонија? Морам да нотирам дека одлично е тоа што го потребувате од стручна гледна точка поимот психофизичко здравје, бидејќи проблемите со менталното здравје не се изолирани, не се во вакуум од тие на физичкото здравје. Ако некој има проблеми со менталното здравје, тие за многу кратко време, за многу брзо, може да се манифестираат и на нивното физичко здравје. Знаете, често се говори дека ние почнуваме да зборуваме за менталното здравје, дека не доволно зборуваме, па се прават проекти за тоа да се зборува. Меѓутоа, навистина сметам дека зборувањето на некој начин не треба да престане, туку треба да се почне со конкретни мерки за подобрување. Едната од нив е употребата на стручните соработници пред се на училишните психолози, како хартија ги имаме, како на хартија ги имаме како една јавна услуга, како јавен сервис, меѓутоа имплементацијата на нивната работа во пракса е мощно проблематична, бидејќи ние како систем ги обременуваме со административна работа и со бирократија наместо да го работат тоа што го студирале. Покрај тоа што бирократската работа е нешто со што се заглавени велите психолозите и педагозите, дополнителен проблем е што ги нема и секаде во државата. Факт е дека ги нема секаде во државата, меѓутоа во скоро секое училиште е застапена некаква стручна служба, така што од аспект на кадар, мислам дека кадар има. Понатаму да не забораваме дека и бројот на ученици се намалува во континуитет изминативе години. Например, во македонски брод беа 22 професора наспроти 11 ученици. Така што имаме средини, имаме училишта каде што бројот на ученици е многу намален, така што дури можат и професорите индивидуално да се посветуваат на еден ученик, а имаме други училишта, да кажеме популарните гимназии во Скопје, кои што се преполни, па таму треба да се размислува за зголемување на стручните служби. И какви промени треба да се случат со нив? Што ви е вам неопходно? Не само што треба бројчално да ги зголемиме таму каде што е потребно, бидејќи знаете, многу е различна ситуацијата како во моето училиште, каде што во сите 4 години има 400 ученици, наспроти како например во Орце Николов, каде што има 400 ученици во една генерација. И невозможно е еден психолог или педагог да може да постигне за
1600 ученици. Од друга страна пак, бројката е бројка, меѓутоа ако гледаме во квалитетот на нивната работа, тоа што Сојузот го вели е потребно да се организира едно дообучување и доквалификација на кадрот. Имаме многу психолози во Македонија кои што сакаат да го работат тоа што го работат, меѓутоа на нивните активи, на нивните состаноци во неформална комуникација со нас како Сојуз, ни кажуваат дека понекогаш не се чувствуваат доволно спремни, бидејќи многу години поминале од нивното студирање. Токму затоа Сојузот вели, ајде да организираме обука, да организираме тренинг, доквалификација за стручните соработници во училиштата, меѓутоа знаеме дека ако ги прашаме од Бюрото за развој на образование, ќе ни кажат дека они организирале многу и многу обуки, а пак нивните последици на теренот не се гледаат. И сега водејќи се од добрите пракси во индустријата, во реалниот сектор, Сојузот вели по одржувањето на овие обуки, ајде да организираме тестирање за доквалификација на стручните соработници. Не само од аспект на дали ќе помине кандидатот или нема да помине, туку и од аспект статистички да видиме колку таа обука била успешна и ефективна. И што велат надлежните? Има ли слух од нив? Ќе ви излезат ли во пресрет? Разговаравте ли? Министерот што вели? Што се однесува до тестирањето, се уште не сме го виделе да биде ставено во препорака на влада, меѓутоа пред тестирањето Сојузот вели треба да земеме позитивни примери и од странство и од Македонија на ажурни психолози кои што работат со своите ученици. Треба да се формира една работна група. Пред се во неа да бидат застапени стручните соработници како даватели на услугата, понатаму учениците како корисници на услугата и универзитетските професори како стручњаци. Оваа работна група да се состанува во текот на летниот распуст, најдоцна до крајот на јули, и да работи про боно. Таа треба да изработи еден мощна, краток и едноставен документ, протокол за новиот модел на работа на психолозите, каде што тоа што го говорев сега, да може секој ученик да се закаже тет-а-тет средба, таа да трае во зависност од потребата и така натаму, едноставно да биде ставено на хартија, пластично објаснето и адаптирано на условите во државните училишта во нашата земја. Министерот за образование Шакири најави од септември промена и на безбедносните протоколи. Има ли Сојузот на средношколци некакви сугестии на оваа тема? Што се однесува до безбедносните протоколи, се уште не сме дискутирале за конкретни сугестии на таа тема, меѓутоа можам да кажам дека кога беше кризата со лажните дојави за бомби и дека како имавме сугестии кои што ги предложивме до институциите до МОН и до МВР, и дел од нив беа прифатени. Со последното прашање нема да ве задржувам многу, бидејќи знам дека имате полни раце работа и во текот на денешниот ден. Со последното прашање правиме своевиден вовед во наредната тема во Македонија наутро. Психофизичкото здравје на младите во голема мера го дефинира здравиот живот. Активностите влијаат секако и на психофизичкото здравје. Во мое време тоа беа игрите на улица, оние стари игри кои што се веќе подзаборавени. Како вие го одржувате вашето психофизичко здравје и дали може би некој од оние игри кои што беа пракса во мое време, некогаш ги практикувавте и вие младите генерации? Ќе споделам едно многу лично искуство со вас и со вашите гледачи. Јас како ученик никогаш не сум го сакал физичкото образование кога било задолжително, бидејќи никогаш не сум ни бил нешто посебно по спортот, ниту пак физички активен. Меѓутоа сега од една повозрасна гледна точка кога ќе види човек дека се соочуваме со криза во менталното здравје и кога е докажано дека физичка активност, лачење на тие хормони, потење едноставно помага во промена на расположението на позитивен начин, кога ќе видиме дека и ние како држава, меѓутоа и целиот развиен свет се соочува со една криза на обезност, на прекумерна тежина кај младите генерации, јасно ми е зошто е потребно физичкото и здравственото образование да биде задолжително. Меѓутоа, тоа што го зборувавме и за психолозите и нивната работа, пак треба да се работи на неговата имплементација. Не да биде тоа час каде што не знам само ќе се игра со топка или само ќе биде часот посветен на спортистите, а другите ќе се седат по соблекувални, туку преку еден инклузивен, инвентивен начин да се најде една методика, сите ученици да бидат колку толку вклучени во некоја физичка активност. Со какви игри вие растете, бидејќи се уште сте млад? Јас бидејќи сум роден 2004-та, а социјалните медиуми, паметните телефони некаде во Македонија станаа помодерни 2010-та, ако не се лажам, така што тие неколку години од прво, втора, трето одделение ги помина во жмурка, во криенка, во барканица и слично во училишен двор. Меѓутоа гледаме дека тоа е за жал се поретко.
Баш ме интересира што ќе кажат гостите во студиото 3 на МТВ, какви игри се играа деновиве и што им беше омилено на Скопје. Лука, благодарам многу за гостувањето во Македонија. Наутро мојата лично омилена игра од детството беше еластик. Се трудам ване да го научам син ми да игра џамли, иако со чудење ме гледа секогаш кога се обидуваме, но тоа се новите генерации. Многу ми е драго што имаше обид деновиве да се научат токму новите генерации да ги играат нашите стари игри.